Почитуван председател, почитувани колешки колеги пратеници, представник на Влада на Република Македонија, почитувана македонска јавност. Денес на пленарна седница дебатираме Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија. Што фактички се уредува со овој закон? Со овој закон се уредува висината на минималната плата, односно се применува нова методологија. Висината на минималната плата се усогласува со 50% од порастот на просечно исплатената плата во Република Македонија за претходната година, согласно податоците од Државниот завод за статистика, со 50% од порастот на индексот на трошоците за минатата година, согласно податоците од Државниот завод за статистика, и секако, она што е најважно, висината на минималната плата не смее да биде пониска од 57% од просечно исплатената нето плата за минатата година. Ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата е јасен, даваме поддршка на овој закон. Исто така, на другата страна определено е ниво на поддршка и за работодавачите, и тоа во висина од 1197 денари во период од месеците март до декември. За жал, поради постоење на определени услови, дел од компаниите ќе бидат непријатно изненадени кога ќе им биде кажано дека не можат да аплицираат за добивање на овие средства. Вистинското прашање е што е претходница на сето ова? Претходница на сето ова е неодржливоста на настанатата состојба, а тоа значи огромната и растечка секојдневно сиромаштија на нашите граѓани. Едни од најниските плати во Европската Унија ги прават нашите сограѓани да не можат да врзат крај со крај, да не можат да обезбедат финансиски средства да поминат месец дена со своите семејства. И секако, постоечкиот страв кај владеачката гарнитура од најавените протести, штрајкови и сето она што го најавуваа синдикатите. Ќе се задржам на 3 точки, почитувани мои, тоа се инфлацијата, тоа е продуктивноста и секако често пати користениот термин урамниловка. Инфлацијата доста дебатиравме за неа и рековме дека представува секојдневен пораст на цените на сите производи, кои што неминовно водат до девалвација на вредноста на денарот, губење на животниот стандард на граѓаните. Што тоа значи за нашите граѓани во ситуација кога секој пети македонски граѓанин живее во сиромаштија? Поскапувањето на струјата, прехранбените производи, парното стана секојдневие во нашата држава. Тоа значи дека фактички минималната плата од на ниво 15.200, а сега наскоро 18.000 е веќе изедена. Изедена е од ужасниот ефект кој што го предизвика инфлаторната спирала. Овде некој се обиде да представи постоење на една друга спирала, тоа е спирала на покачување на платите, меѓутоа страшниот ефект нашите граѓани го чувствуваат од ефектот кој што го предизвика инфлацијата, која што стартува со 1,1, 2,3, 3,2, а денес веќе зборуваме за инфлација од 6,7%. Исклучително високо, незапаметено ниво на инфлација наназад 20-30 години. Ако минималната просечна кошничка беше, според моите податоци, 35,040, а колегата Бојан Стојановски кажа 35.811, тоа значи дека се потребни две минимални плати по 18.000 за да може едно 4-члено семејство да го помине месецот. И зошто сега имаме реакции на тоа кога се вели дека владата мора да помогне? Па кој ги креираше овие состојби? Кој е генератор на кризите во оваа држава? Кој креира 4 кризи во моментот, ако не владата? Тоа е затоа што владата зема со лопата, а се обидува давањето, враќањето назад на средства со лажиче да го представи како успех. Втора битна работа е продуктивноста. Продуктивноста по дефиниција, почитувани мои, представува мерка за успешност. Таа е дефинирана како мерка за способноста на производните фактори да продуцираат добра производи кои што имаат определена вредност. А кога станува збор за националните економии,
За да пресметаме ние каква е продуктивноста на македонската економија, фактички треба да се подели бруто домашниот производ со вкупниот број на часови на сите вработени во нашата земја во текот на една година. И сега за продуктивноста кога го зборуваме, несомнено е да поврзиме со третата точка на која што посебно ќе се задржам, а тоа е урамниловката. Овде се стануваше збор за здравството, стануваше збор за образованието, меѓутоа јас ќе се задржам на еден пример од текстилната индустрија. Во текстилната индустрија сега ќе настане групирање околу минималната плата. Тоа значи дека 98% од вработените во било која текстилна компанија ќе групираат околу таа минимална плата. И сега јас поставувам прашање, каде се тука мотивацијата на оние работници кои што се попродуктивни од другите? Зар сите ќе земаат иста плата? Каде и што станува со нивната мотивација, или тие ќе бидат демотивирани? Перманентно и постојано поставувајќи си прашање како може, ако не се земе во предвид коефициентот на сложеност на работното место, вложувањето на трудот, сите во една компанија да бидат исто платени. Урамниловката, почитувани мои пратеници, колеги и колешки, е најлошото решение кое што може да и се случи на една земја. Добро платениот работник е тој кој што продуцира продуктивност, кој што има мотивација да заработи за себе, меѓутоа и да створи додатна вредност за својот претпоставен. Да не излезе дека само критикуваме, решенијата ги знаеме сите многу добро, и тоа се намалување на придонесите, намалување на акцизите, намалување на даноците. Почитувани мои, со еден збор потребни се нови мерки во економијата, нова доктрина економска. Фактички потребна е нова влада која што сето ова ќе го антиципира и ќе го спроведе на дело. Конечно, граѓаните на Република Македонија да излезат од сиромаштијата. Ви благодарам.